си биле една лисица и еден штрк. Иако биле соседи, не се дружеле многу често. Лисицата времето го поминувала шетајки горделиво низ шумата, а штркот најчесто ја посетувал блиската бара. И двајцата имале своји грижи. Штркот бил голем домаќин, се си работел по дома, но почнало да го фаќа страф дека до крајот на животот ќе остане сам, па така решил да си бара жена. А лисицата, таа само размислувала кого да надитри, како некого да излаже, што некому да украде. Лисицава од баснава била можеби итра, но била и лоша, така? Токму така. Еден ден се сретнале двајцата соседи на два чекора од нивните порти. Лисицата со милозлив глас му рекла на штркот: "Соседу мој, штрку мил, утре те чекам на ручек. Ајде бе, поубаво да се запознаеме, врата до врата сме, за арно, за лошо, треба да си се имаме." Штркот се подзамислил. Никогаш дотогаш не беше слушнал лисица и штрк на иста маса да јадат, но бил воспитан и учтив, па ја прифатил поканата. "Ке ми биде чест да ти бидам гостин, Лиске, се гледаме." Утредента штркот си ги измазнил своите бели пердуви како за на гости и во договореното време тропнал на вратата кај лисицата. А таа го пречекала со најсладки зборови, па го седнала на столче покрај масата. Каква гозба подготвила за штркот? Лисицата не би била лисица ако не смислела некаква итрина. Сготвила преубава чорба од зеленчук. Ставила морковче, компирче, пашканатче, малку церче и на крајот макдонос. Мама така ја прави зеленчуковата чорба. Одличен рецепт. Врелата чорба, што толку убаво мирисала, лисицата ја сервирала во широки, плитки чинии. Чорба во плитки чинии? Лисицата имала план. "Повели, соседу, сркни од сладкава чорбичка." Го поканила штркот, па и самата почнала да јаде. Штркот попусто се мачел со својот долг клун да сркне од чорбата. Не успеал да голтне ни една голтка. А чинијата на лисицата веќе била празна. "Изгледа, штрку, не си гладен, штом не ни проба чорбава," рекла лисицата. "Не е убаво да се фрли. Јас ќе ја изедам и твојата чорба." И лисицата ја излапала сета чорба, а штркот си останал гладен. Ја гледал лисицата како со сласт ја јаде чорбата и одвај додржал вода да не му потече од уста. Откако лисицата сладко се најала, штркот и рекол: "Утре ти дојди кај мене на ручек." Едвај стигнал дома гладен и снеможен, но со умот брзо размислувал, па веднаш направил план. Штракнал 2-3 пати со клунот, па промрморел: "Кој што ќе посее, тој ќе жне, трак, 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 трак." Утредента лисицата убаво си ја исчешлала опашката, го измазнила крзното, си ги засукала мустаќите и тргнала кај штркот. Тој срдечно ја пречекал и ја поздравил како што прилега. А лисицата уште од врата почнала да си ја оближува устата. "Колку убава миризба, што ми изготви за ручек, мил соседу." "Дробенки
месо во сос од печурки. И одговори учтиво и одмерено штркот. На лисицата и потекле лиги од стрвност, но... Станува интересно. Но лисицата не можела да поверува на своите очи. Дробенките биле сервирани во продзирни садови со долго и тенко грло. Штркот си го вовлекол тенкиот и долг клун во својот сад и почнал да јаде од вкусната манџа, а лисицата попусто се обидувала да ја мушне муцката во грлото од садот. Се мачела, но никако не успевала со исплазениот јазик да допре до парчињата месо. Била нервозна, разочарана, лута и гладна. Штркот ја гледал подоко и се смешкал. Изгледа, лиске, не си гладна, штом не ни чепна од месото. Лисицата била лоша, но не била глупава. Ја сватила лекцијата. Навистина, не ми се јаде. Одговорила засрамено, се заблагодарила на поканата, ја свиткала опашката и си заминала дома. Уште погладна, отколку кога влегла во домот на Штркот. Има ли луѓе кои се однесуваат како лисицата од Баснава? Има. А има ли луѓе штркови?